Министерството за труд и социјална политика како да не им верува на жртвите на семејно насилство. Остава простор дека е можно тие да не ја кажувале вистината. Ваков скандалозен одговор добивме на прашањата поврзани со сведоштвата на жртвите на семејно насилство, кои си го отворија срцето и собраа храброст пред камерата на Алфа да раскажат за голготата низ која поминувале. Секој одење таму е со напад, ти зашто пријавуваш, што сакаш да постигнеш, едноставно таму како еден вид прикриени закани добиваш. Се обидуваа со нивни зборови да ми ја преиначат приказната, демек па вие не изгледате толку потресено, што има, зошто дојдовте? Да не лажете малку? Министерството за труд и социјална политика контра нивните сведоштва не можело да се утврди дали тие тврдења се вистинити, затоа што не поднеле преставка. За сите 7 прашања заедничко е што доколку за истото не се поднесе преставка иницијатива за инспекцијски надзор до секторот за инспекцијски надзор, односно барање за надзор на стручна работа преку Министерството за труд и социјална политика. До Заводот за социјални дејности не може да се утврди дали тие тврдења се вистинити. Освен жртвите, за ваквата негативна пракса на центрите за социјална работа реагираат и невладините организации. Фактички наспроти обврската за применување на принципот на должно внимание и приоритизирање на случаите на семејно насилство, центрите за социјална работа не обезбедуваат соодветна помош и поддршка. Во 2 наврати апелиравме до Министерството за труд и социјална политика да идентификува точно, да направи увид во досијата во последните 2 години и да преземе мерки за надминување на ваквата практика. Меѓутоа досега не добивме повратен одговор од страна на самото министерство, а воедно немаме информации дека е прекинала ваквата практика. Но не само директните жртви на семејно насилство се оставени без да им се пружи соодветна помош и поддршка. Тие сведочат дека нивните деца не добиле психолошка помош, иако ја барале истата. Дел од нив и ден денеска чекаат и се надеваат на потврден одговор.